Сите се прогласија за победници, но само еден е прв во редот за составување влада. Неизвестните избори донесаа теснен резултат кој отвара разни опции за постизборни коалиции. Какви се прегрупирања се можни? Старо-нова влада на ВМРО, ДПМН и ДУИ и останатите албански партии. Мнозинство предводено од СДСМ со различни комбинации од албанските партии. Малцинска влада или пак нови избори. Добро вечер во топ тема на ваша страна. Вечерва со фокус на постизборните резултати по последното прегласување и она што следува во следните месец дена најмалку, кога се очекува или да се формира нова влада или да заврши првиот обид за нејзино формирање. Бидете со нас. ...51 спрема 49 е конечниот резултат од изборите по синјокешното прегласување на едно избирачко место во Теарци. Официализирањето на резултатите се очекува веќе во среда, доколку нема, а според најавите нема да има жалби и поплаки од партиите, ниту на текот на гласањето, ниту на процесот на формирање на утврдување на резултатите. Од тука веќе од денеска почнуваат партиските пазарења, калкулации, постизборните математики. А што тие нудат, ке се обидеме вечерва да разоткриеме со моите гости. Политичкиот аналитичар Алберт Хани, добро вечер и добре дојдовте. Универзитетскиот професор Самуил Малчевски, добро вечер и за вас. И Дане Талески, универзитетски професор, политиколог и истражувач, добро вечер и за вас. Добро вечер. Талески, би почнал од вас, нема честитка од до формалниот победник се уште од познатите европски центри. Честитаа некои помали земји, пријатели на ВМРО ДПМН. Маја Коцијанчич во последната порака вели дека Брисел ќе честита кога ќе се формира влада, со тоа што таа објаснува дека тоа била вообичаената постапка на Европската комисија. Ако малку се прочепка по интернет, ќе се види дека не е баш така како што вели Коцијанчич. Што значи таа воздржаност? Па не е воздржаност, прво, тоа е многу јасна порака. Ако ја би полемизирал со тоа, се знае кој е прв во редот да го добие мандатот, мислам дека не се знае отворено. Го имаме и тоа прачање. Апсолутно, мислам дека сите варијанти се во игра и сега може да видиме по некои директни или индиректни пораки кои стасуваат, кој како би сакал да се наредат коцките. Меѓународната заедница не би сакала да го види Никола Груевски повторно како премиер во Република Македонија. Една многу директна порака, шокантно директна порака, стигна од германската фондација Конрад Аденауер, која со години го поддржува еден од најсилните сојузници на ВМРО ДПМН и во иднина ќе остане да биде поборник, поддржувач на демохристијанската опција во Република Македонија, ама многу беше јака и силна пораката дека со ова раководство на ВМРО ДПМН тие немаат иднина. Мислам дека е подеднакво јасна и директна пораката која денес стигна од Брисел, од Маја Коцијанчич. Во дипломатијата се упатуваат пораки вербално со нешто кажување или пропуштање нешто да се кажи. Пропуштањето да се честита најголемиот број на освоени гласови и мандати, значи и оставањето на тоа да се честита на составувањето на владата, дека Европската комисија би сакала на некој друг да му честита формирање на влада, а не на Никола Груевски. Така да, мислам дека е премногу очигледно јасно дека за најголем дел, не исклучувам некои лични пријателства, познанства, директно кои се кажавте поситни честитки, но за најголем дел од меѓународната јавност во Брисел и во Вашингтон, Груевски, не ВМРО ДПМН, Груевски и луѓето околу него може после да навлеземе и зошто тоа не се прифатливи да бидат мандатар и мислам дека тоа е споделено со најголем дел од јавноста во Република Македонија. Сега не сакам да ја релативизирам факте дека ВМРО ДПМН Груевски има најголем број на освоени гласови, најголем број на мандати.
Ама ако погледнете од друга страна, 450.000 гласа е помалку од четвртина од Македонија. И од таа смисла нивното инсистирање дека тие го имаат апсолутното мнозинство, апсолутната поддршка во Македонија не е точна. 3/4 од останатите во Република Македонија мислам дека се на став со меѓународната заедница, а таа е Груевски да не биде следниот мандатар по дефиниција на тоа да не биде премиер. Носи се 51 мандатот оди кај победникот, меѓутоа ќе ги разговараме, сите. Досега беше тоа дека значи апсолутна власт. И видете каде ја донесе тоа Македонија. Ќе ги разговараме сите детали. Малчевски, околу ова воздржаност во честитките? Па видете, овие избори се производ на извештајот на Прибе и се понатаму што се случуваше. Де факто меѓународната заедница праќа јасни сигнали дека сите оние за кои што има истрага во СЈО не се пожелни во новата влада. Тука има еден друг момент кој што Дане само го начна. На едната страна се 453, не 454.000, ама на другата страна преку 640.000 луѓе јасно и гласно кажаа дека не се задоволни од начинот на кој што се води државата до сега. И тие се баш на иста линија со меѓународната заедница или со представниците на Европската унија, кон која што ние толку многу тежнееме. Добро, но вие во тие 640.000 ги ставате на купче и гласовите на целиот корпус албански опозицијски партии, а во саботата видовме дека и не е баш така таму расположението. Видете, јас или единството. Не сакам да ги делам работите на македонци и албанци. Веќе премногу долго време во држава ги делиме работите така. Ајде да ги видиме од поинаква страна. Дали се луѓето задоволни од начинот на кој што се води државата досега или не се задоволни од начинот на кој што се води државата досега. 640.000 луѓе кажаа дека не се повеќе од 640 и нешто се дека не се задоволни од начинот на кој што се води државата и нејзините институции досега. Или ајде малце поинаку кажано, не се задоволни од начинот на кој што ДУИ и ВМРО ДПМН ја водат државата. И не ја гледаат иднина со тие две политички партии или со некоја си нивна коалиција. И ако сега се вратиме пак на меѓународната заедница на нејзините представници, и нив не им е јасно што конкретно се случува во Република Македонија во овој постизборен период, зашто ние досега никош практично сме немале толку близок резултат. Че вие досега прогласуваја победа со 200.000 и 150.000 гласа, сега се сведете на 17.000 гласа. И мислам дека до моментот на формирање на влада нема да има честитка. Најверојатно тој што ќе биде премиер во таа влада ќе биде прв што ќе појде во Брисел и официјално да му честитаат таму. Или да добие телеграма. Хани? Мислам дека во однос на меѓународната заедница треба да сме свесни дека тие беа дел од еден многу важен процес овде при Пржинскиот договор и на некој начин замолчно одлучија да не се вклучуваат многу во политичкиот живот, посебно во овој жежок период кога нас навистина најмногу ни треба. Ова за мене пак значи нечеститањето значи не само тоа дека се воздржуваат се уште од вмешување во политиката, пред се поради тоа што беа под многу голем притисок од политичките партии тука, но во исто време мислам дека се чувствуваат немоćни веќе да се бора за една подобра демократизација на ова држава. Секогаш не поддржувале и мислам дека секогаш ќе не поддржуваат, но на крајот на краиштата и тој што гласа го има последниот збор. За жал, сепак кога ќе видите дека поголем дел од населението поддржува работи кои што се врзани за недемократски процеси, тоа директно им дава порака не само на меѓународната заедница, но и на политичарите кои што знаат многу умешно да ги манипулираат гласачите. Така да таа порака, односно тоа немешање би рекол во внатрешните политики на државата за сега мислам дека има само за цел да придонесе кон мир и стабилност во регионот, поради тоа што ние сепак не сме свесни во каква сензитивна, чувствителна ситуација се наоѓа нашата држава, посебно имајќи предвид овде ситуацијата со бегалците и се што се случува во Европа во моментот околу
ето тие терористички напади и грижи кои што се однесуваат и доаѓаат пред се од војната во Сирија. Пред да продолжиме со дебатата и со разгледување на сите можни опции поединечно, една збирна анализа за тоа кој со кого и како би можел да составува влада и кои се оптимално опциите кои што стојат пред нас во следните денови. Анализа на колегата Александар Манасиев. Тесниот изборен резултат им остава и тесен простор за маневар на партиите. Пребројувањето на гласовите и пратеничките места заврши, но математиката допрва следува. Разликата од два пратеници помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ е мала, но сепак партијата на Груевски ќе биде прва на потек во обидот да состави влада. Посекуваните 63, а добиените 51 пратеник ќе значат дека од ВМРО, ДПМН во преговорите за состав на новата влада ќе мора да прават многу отстапки. Реториката на Груевски против Заев за време на изборната кампања сега може да му се врати како бумеранг. Ако исклучиме Беса, која зазеде став дека во никој случај нема да биде коалициски партнер со инкриминираните од прислушкуваните разговори, тогаш првата опција за поранешниот премиер е да состави влада со доскорашните коалициски партнери ДУИ, со чии освоени 10 пратенички места ќе имаат лабаво мнозинство од 61 пратеник. Секако тука во игра е коалицирањето со Алијансата на албанците, која има 3 пратеници. Заедно овие три партии би имале 64 пратеници. Но за да дојде до ова, Груевски треба да се соочи со серија можни условувања од идните албански партнери. Можни барања на партиите од албанскиот блок, официализирање на албанскиот јазик, рамномерна буџетска распределба, една од трите клучни позиции, продолжување на мандатот на СЈО, имплементација на реформите од извештајот на Прибе, итно решавање на спорот со името. Може би не сите, но добар дел од овие барања се врел костен во рацете на Груевски. Ако не направи никакви отстапки, може да дојде до прекин на преговорите. Дополнителен проблем неофицијално се четворица пратеници од редовите на ДУИ, кои се против преговори со Груевски, а за двајца од нив веќе наголемо се зборува дека може да откажат послушност на ДУИ и да преминат во друга партија. Златна кокошка тука за Груевски би биле двете пратенички места на ДПА. Тачи, кој даде оставка од лидерското место на партијата, може да биде тројански коњ, најавувајќи дека ќе ги подари мандатите на Беса, а на крајот да коалицира со Груевски. Ако во законскиот рок од 20 дена Груевски не состави влада, следен на потек ќе биде Заев. Тој се соочува со исти или слични проблеми како Груевски. За да состави влада, мора да направи широка коалиција, вклучувајќи ја и ДУИ. Ако коалицира со партијата на Ахмети, со Алијанса за албанците и со ДПА, СДСМ би имале 64 пратеници. Ако се вклучи и Беса, тоа би значило веќе постабилна предност од 69 пратеници. Можно е Беса да остане тивок партнер на СДСМ во парламентот, да не бидат дел од владата, но да ја поддржуваат власта во клучните прашања за кои се потребни гласови во собранието. Сепак, како и Груевски, Заев ќе се соочи со барањата на албанските коалициски партнери. Соочен со антикампањата на Груевски поврзана со наводната федерализација, Заев ќе мора да биде внимателен што дава за да дојде до премиерското место. Значи, ние сме отворени за соработка и токму тоа апелираме баш кај албанските партии. Нивно придржување, како што реков во текстот, ќе значи поддршка на режим и диктатура. Нивно одважување кон реформите и демократските процеси кои што доаѓаат за Македонија е вистинскиот чекор кој што треба да го направат. Отворени сме без разлика на кој повик од било која од албанските партии кои што имаат пратенички места. Можно решение овде би била така наречената платформа за реформи, каде приоритет би било составување на влада, решавање на клучните проблеми во општеството, а барањата на коалициските партнери се стават во позадина. Тоа би значило креирање на влада со ограничен мандат, пошто би се отлишло повторно на предвремени избори. Ако и Груевски и Заев не успеат да состават влада, тогаш најверојатно ќе се оди на нови предвремени избори, на кои спорно би било дали излезноста ќе биде исто толку голема. Александар Манасиев со дел од изборните математики кои што покажуваат дека можностите за маневар на Груевски во разни комбинации со албанските партии се до најмалку 63 пратеника, најмногу 66 пратеника. Кај Социјалдемократскиот сојуз најмалата бројка на мнозинство која што би можела да се постигне е 62, а најголемата 69 пратеника. Меѓутоа, во продолжение сакам прво да ја расчистим онаа дилема, бидејќи Талески го ја доведе некако во прашање мојата констатација дека се знае кој е прв во редот. Имате останатите дилема околу тоа кој е прв во редот по мандат? Не, по мандат Груевски има најмногу мандати, ама што е нејасно дали има по мандатарство. Ама нема, извинете,
Во Уставот го нема тоа мандатарство. Уставот член 90 е и доволно широк и доволно експлицитен. Вика, мандатот го добива представникот на онаа партија, односно коалиција на партии, која има мнозинство во собранието. Значи, мнозинство во моментов нема никој. ВМРО, ДПМН и Груевски има најмногу, ама нема мнозинство. Дали ќе може да формира мнозинство, затоа не знаеме, затоа станува процесот. Сега останува тоа отворено прашање, до сегашната пракса била тој што има најмногу го добива. Ама ова што го кажа Самуил, било известно, разликата била премногу голема, постизборните коалиции биле повеќе или помалку јасни. Во оваа ситуација тоа не е толку јасно, изедначени се силите, еден пратеник, двајца, пак да не ги релативизирам, ама тесно е. Тоа е една работа. Втора работа, сите знаеме, математиката што ја покажа вашиот колега, таа е, мислам 49 плюс 10, ама во политиката 2 и 2 не се секогаш 4. Значи, знаеме дека ова е критичен, преломен момент за Република Македонија. Или ќе продолжиме да газиме во едни темнила и црнила и понатаму да се развива еден авторитарен и клептократски режим, или ќе ја зграпчиме една шанса која сега се отвора да се променат работите. Ние тоа можеме да го дискутираме, одговорноста знаеме кој е председател на државата. Може ли да се очекува од Иванов да биде првиот кој што би го направил тој преседание? Едноставно 10 дена нема да додели мандат, туку ќе чека некој да му се појави со список од најмалку 61 пратеник или пак тој да повика тоа да се случи? Не, несомнено дека така и ќе биде. Јас одно што го полемизираме, ако во тие 10 дена се појави некој со список и рече еве јас имам 62, 61, се што е над 61, мнозинство, без разлика дали е тоа, сега да оставиме тука доза на објективност, кој ќе се појави со тој список, тогаш тоа е, тука се дава мандатот, па да видиме дали стварно го има мнозинството да се верификува таа понуда. Но она што ја го полемизираме тоа, дека не се знае кој треба баш да го добие мандатот, треба да ја добие довербата оној што ќе успее коалицијски да врзи во собранието мнозинство, а гледаме дека пречки на тој пат има и Груевски и кај Заев и се чини дека кај Груевски се малце повисоки. Добро, Хани, па Ова од албанска би рекол димензија, ова малце потешко поради тоа што ако почнуваме од принцип на кршење на тоа правило Мајскиот договор. Така. Победник со победник. Победник со победник, тоа би значело и нов преседан во албанскиот блок. Тоа би значело, например, не вкалкулирање на дуи во сите овие математики. И тоа би било многу ризично. Јас се согласувам дека може да се размисли и треба да се размисли, зашто да не и за малцинска влада, но во услови на неможност на победникот да креира. Што пак доаѓаме до твојата теза дека да, може да се избегне од тоа правило. Тоа не значи дека правиме нешто лошо, но за албанскиот блок тоа би значило голем ризик затоа што ќе креира преседан кој што понатаму во иднина може да се злоупотреби. А додуше, например, ние не сме дефинирале уште што правиме со, например, коалициите после изборите, затоа што математиките денеска кажуваат и нешто друго. Во албанскиот, како да кажам, блок, ние се уште не ние, например, СДСМ низ математиките. И кого и да го прашаш меѓу аналитичарите, значи не ги ставаат СДСМ како дел од акторите, што не е така реално. Затоа што тие се значи бројки кои што денеска имаат големо значење, посебно во тесен круг, по тесни вакви резултати. Например, само СДСМ, како рачунав некои математики, гледав дека само СДСМ има 9% од вкупните, кустовно да кажам, албански гласови, исто вие како и Алијанса, што би значило ако сите се соберат, освен ДУИ, пак би можеле да креират влада по вашата логика. Но што ќе значи ова за понатамошната политика, тоа треба навистина да се анализира од аспект на култура, на политика, па дури и од аспект на стабилност на државата. Малчевски, имате сомнеш дека прв во редот ќе биде сепак Груевски? Во оваа гледна точка, од оваа гледна точка со Иванов како председател, не. Него мене ми е дилема дали он ќе успее да Груевски ќе успее да формира влада.
Во тој поглед Заев е во многу покомотна и поповолна позиција, зашто он едно зборуваше на избори, неговите гласачи, ние да не заборавиме, за 3-4 месеци имаме локални избори, кои што исто така ќе бидат клучни за понатамошниот развој на демократските процеси во државата. Ако Груевски сега рече пупу не важи кампањата за федерализација, кантонизација и двојазичност, јас ќе потпишам, не знам, двојазичност, не знам, председател на собрание или премиер албанец и така натаму. Он се доведува во сериозна позиција да ги изгуби локалните избори, а тоа неминовно значи нови избори во септември, парламентарни и порас на вакво ВМРО ДПМН. Не. Што им е нив математиката, не знам, зашто има уште еден момент кој што во цела оваа ситуација е, да кажеме, не сумнителен, него треба да биде предмет на посебна анализа. Јас цел овој период нигде не го видов Никола Поповски. Излегуваја, држеја говори пред ДИК, држеја пресконференции, го имаше Груевски не говор пред ДИК кој што вика некој дека е несреќен, јас викам дека му е плански и дека е строго пресметан потек. За утре да може да каже мене меѓународниот фактор не ме сака, еве, ќе го ставиме Никола Поповски на моје место, он да биде мандатар, он да ја предводи партијата во следниот период. Он до некаде се гледа и самиот себе, зашто и тој е дојден кој што и Груевски е дојден во ВМРО ДПМН од самото основање на партијата. Ако се впушти во изборна математика да калкулира со албанскиот фактор, тоа сигурно значи вовет во пораст на локални избори. Моје мнение е дека он го бараше тој мандат плюс да биде, ајде да кажеме, прв во редот, за он да може по негови правила да ја формира таа широка коалиција. Факт е дека ВМРО ДПМН изминативе 2-3 години го има зафатена една сериозна апатија. Ние гледаме од самата партија внатре какви се односите и како беше на денот на избори, на тој фамозен 11 декември. А од другата страна, опозицијата веќе бележи некој раст. Исто сериозен раст. Ако ДПМН има 30.000 гласови помалку во споредба со претходните избори, СДСМ има 100.000 повеќе во споредба со претходните избори, со тенденција да расте и понатаму. Може од таа гледна точка Груевски да сака да ги внеси во една широка коалиција, партијата која што владее во неговиот двор да ја префрли во СДСМ и пак да дојдеме до момент сите се исти, ние сме тука, не се разликуваме многу. И реално он веќе нема од каде да црпи гласови. Он може само да губи и да губи. Ако овие избори изгуби 30, следните ќе изгуби 60.000 гласови ако продолжи на овој начин да ги води работите и да тера вакви политики какви што тера. Работите што Никола Груевски се доведе свесно во една позиција на самоизолација. Мислам, ја почна 2006, а и порано, 2004 својата кариера како еден надежен технократ, за да заврши 2006 со говор качен на гајба пред ДИК и објавува војна практично на сите, на домашни непријатели, на странски непријатели. Мислам, ова теза дека албанците биле важни за состав залата, па ве молам, ние сме од 90-та година. Од првата политичка влада до денеска и во иднина во догледно време, албанските политички партии ќе бидат составени нужен дел од владата. И се не можете вие, мислам, ова е лекција која што ВМРО ДПМН се надевавме ја научи од Љупчо Георгиевски конгресот кој беше 94-5 година во Кичево, која рекоа дека ни е потребен стратешки партнер кај албанците, дека мора со нив да правиме влада, па идеолошкото коалицирање со ДП. И сега Груевски ја враќа топката назад. Така да меѓутоа неговата реторика беше насочена кон Груевски, кон Заев, дека Заев со своите потези е предавникот, а дека тој со својата цврстина и со своите политики е браната од тие националистички... Од кого? Од домашните непријатели. Од тие кои што денеска бара помош. Не разбирате, значи така политика во Македонија не се води. Тоа е начин да излезете од политика и да немате повеќе пријатели, никако да не можете да изградите коалиција. Ја во таа смисла ми беше интервенцијата, дека по мене би било сочено прво е проблемот што ги има Груевски како да го објасни тоа на своите гласачи, а уште поголем проблем е, видовме тоа и во анализата, да Ахмети тоа да го искомуницира со своите гласачи. Ако нешто е јасно на овие избори, е дека волјата на албанците во Република Македонија е да има радикални промени во составот на владата. Албанците гласаа протестно, ги казнија и ДУИ и ДПА, ги наградија новите политички партии, вклучително и гласовите кои ги дадоа за СДСМ, за да се смени генералната насоката во која што се движи Република Македонија. Се ова не треба да значи дека владата е заложник или зависи од милоста на албанските партии, но значи дека
тие се составен дел, мора да бидат вклучени во владата. Ова е лекција научена од 92 заради соживот, заради толеранција, заради стабилност, но и од друга страна лекцијата која тие, мислам дека ја научија е дека не е сеедно со кого си во власт, дека ти е потребен партнер кој ќе те третира како еднаков, кој што нема да те дискриминира, кој што нема да создава нарација и дискурс во општеството дека ти си домашен непријател и дека стално доаѓа закана од тебе. И затоа сега Груевски се најдува, по мене сам се доведе во таква ситуација, со еден многу негативен дискурс, со една многу жестока реторика против домашни непријатели. Тука се сите критични медиуми, невладини организации, не само политичките партии кои се против него, вклучително и албанците како пиемонт на тоа непријателство. И сега гледаме дека ја проширува конфликтот, го проширува, односно тензијата со меѓународниот фактор кој што е апсолутно неопходен и за Македонија и по широките регионални констелации. Хани, ако гласот на албанците и ова губење на толку многу албански пратеници, 7 пратеници помалку за Дуи, што е дебакал, иако се победници, беше глас на протест. Како сега Ахмети, колку ќе биде лесно за Ахмети повторно да седне да преговара со првиот во редот, односно со Груевски? Пред се прво би рекол дека албанските гласачи војуваа против криминалот, војуваа против тој механизам кој што се користеше најмногу од ВМРО и Груевски, механизам на страв, кој што не произведе ништо позитивно. Политичарите за жал не научија од самите нивни грешки, од случаевите во Куманово и други еден куп случаеви со кои што сакаа да креираат страв и тој страв после да го канализираат во глас за нив. Тоа функционирало порано и ќе функционира можда понатаму, но сигурен сум дека во многу помал број. Порано имало и коалиции меѓу албански политички партии кои што влегувале во власта, иако што се прокламирано не само висок патриотизам од страна на македонските политички партии, него екстремен и национализам. Да не зборувам во почетоците на државата. Во секој случај, овој пат мислам дека албанските гласачи прво го разбија тој мит на непобедливи према Дуи, затоа што знаејќи го тоа, мислам, политичарите во Дуи има поголема самодоверба и не можеа ништо да напредуваат. Додека албанските гласачи овој пат навистина покажаа дека тие се победливи и тие треба да подкрепнат на потребите на албанците. Затоа што пред се тука постои една група на многу незадоволни граѓани кои што не покажува интерес ни да го покажат своето мислење низ различните избори кои што ни беа порано. Но овој пат одлучија да се борат против тоа зло и одлучија дека одлучија дека тие непобедливи фактички се победливи и се подложни на многу притисоци од страна на тие кои што креираат страв. Мислам на предсе на ВМРО. Едноставна беше логиката, значи ако сакате да победите злото, ќе се придружите кон поголемиот фактор во политиката, а тоа во случајот беше реално да кажеме и СДСМ. За жал многу од тие гласачи кои што гласаа за СДСМ денеска се ставени на тапет и се како да кажам се ловат како сатанизирани предавници. Како точно неавтентични албанци. Точно, што по мене е многу погрешна теза на политичарите, не на граѓаните, затоа што граѓаните тука не само што го казнија Дури, тие го казнија криминалот во државата. Тие сакаат перспектива и не зборувам тука значи за мал број на граѓани. Зборувам за еден голем број на граѓани кои што ќутеа цело време низ целовој период на транзиција, кои што СДСМ ги идентификуваше како релевантни. Низ моите анализи ја видов на пример дека излезноста на албанците низ поранешните избори било под 30%.
Значи зборуваме за избрани градоначалници од албанска страна со 20% излезеност од албанци. Никаде во овој западен регион во Македонија немате кај албанците голема излезност од 25-30, мислам дека е максимум, да не може да каже по детално, но јас шеската секогаш имала најслаба изгледност. 51. И многу умешно и паметно изигра тука СДСМ затоа што ги идентификуваше еден голем број, зборуваме за 70% од граѓани кои што што значи сега тоа при местењето на што се вели картите нама са сега. Колку таквиот глас и ваквото толкување кое што вие го кажувате за гласот на албанците е товар за Ахмет, бидејќи деновиве се уште не сме слушнали, иако се очекува дека тој ќе го почитува мајскиот договор, се уште не сме слушнали од Дуј јасна изјава околу тоа кој е нивниот посакуван коалициски партнер. Мислам дека Дуј се наоѓа во една голема крстосница. Нив најмногу од се сега му треба меѓународната заедница затоа што досега само тоа знаеле на таков начин да додадат легитимитет на одлуките кои што не беа популарни. Овој случај треба да биде со непопуларна одлука. Дали тоа ќе се оди со ВМРО или со СДСМ, за сите албанци за сите. За повеќето би рекол дека е сепак непопуларна. Тие треба да одлучат например дали да одат да се приклучат кон нешто што ние сите го кажуваме како криминал или пак да се приклучат кон нешто ново со дополнителни елементи кои што и тие самите не ги знаат. Затоа што например низ изборите тие Дуј беа да кажам нападнати од сите нас затоа што ние имавме каде и да се фатиме, додека што никаде не можевме да се фатиме околу новите политички партии. И сега прашањето, односно дилемата на Дуј е од една страна со кој би коалицирале. Таму имаше например во вашата анализа математики со Алијанса и со ДПА. Има математика и со ДПА. Има например таа математика. Таа носи 66 пратеника. Најмногу што ВМРО ДПМН е Дуј, ДПА, Алијанса, а за албанците носи 66 пратеника на страна на ВМРО. Истата варијанта со Алијансата носи 62 кај СДСМ. Кај ДПА би биле 67. Без Беса 64. Сите тие математики се реални, меѓутоа тоа што не е реално и не треба да се цели во оваа држава и во оваа политичка констелација како што се сега овие политички партии е кон тоа вмрежување, односно унификација на сите политички партии по национален основ, во овој случај или македонски или албански. И тоа би било еден лош преседан, затоа што најлесна математика би било кога топтам би ги ставиле сите албански политички партии и би оделе со СДСМ. Ама се покажа дека не сакаат сите заедно, бидејќи не се оствари саботната средба во целост. Малчески, имаме сега една специфична ситуација, ја знаеме сите реториката на изборната реторика на Груевски, но она што е речиси унифициран став на албанските партии, без оглед кој дојде, кој не дојде на онаа средба во Александар Палас во саботата, тоа се 5 услови. Се чини дека ниту еден од тие 5 услови во моментов е апсолутно неприфатлив за Груевски, односно е во спротивност со неговата кампања. Ајде да почнеме од последниот. Реформи по Прибе, мандат на СЈО, прашањето за јазикот, консензуалноста околу буџетот или една од трите функции. Видите вака, значи, не само кој ќе формира влада, а јас мислам дека ако сакаме ние да продолжиме да одиме на тој евроатлантски пат, она што мора да го направи таа влада од првиот ден кога ќе влези во една зграда што е на Илинденска безброј, е 80% од агендата да биде извештајот на Прибе и реформите кои што Прибе ги кажува. Ја мислам дека тука Никола Груевски е спремен да направи отстапки. Не сум сигурен само
како ќе одат неговите отстапки, како тоа ќе го сервира на членството во делот на коалицијата со албанскиот фактор од типот на една од трите позиции. Пазете, во право е Алберт кога кажува дека дуе во многу специфична позиција. Овие избори дуе најголемиот лузер. Они изгубија 40% од своите мандати во собрание. Ниедна политичка партија не го направи тоа. И они, за да можат колку толку да ја повратат довербата во своите гласачи, мора да бараат нешто максималистички, бидејќи впрочем доаѓаат локалните избори. Ако тоа не го побараат на локалните избори, ќе бидат сосема избришени. Сосема избришени. Ама ако Груевски го прифати тоа, па тоа значи пораст на локалните избори. Вие не можете до вчера да викате уа на федерализација, кантонизација и двојазичност, а утре во интерес на формирање на влада да подпишете такво нешто. И тоа како спин стратегија, не како реални ветувања. Талески. Па мислам дека ова е клучно прашање, многу поважно од она кој ќе ја прави владата. Мислам дека поважното прашање е што ќе работи таа влада. И мислам дека треба од тука да тргнеме и во составувањето на владата. 5 точки, ја мислам дека се премногу во овај момент да се најдат за заедништво, но 3 или 4 ја ќе предложам кои би требало да бидат, апсолутно се мислам најважни. Прво ситните реформски приоритети кои произлегуваат од извештајот на ПРИБЕ и кои се дадени од Европската унија за да се растури нешто што тие го нарекуваат во Македонија заробена држава. Второ е апсолутен императив е продолжување на мандатот, односно работата на СЕО, да нема никакви инструкции, да има максимална поддршка од сите јавни институции. Трета точка која што ја тука не ја гледам кај албанците е важна на слайдот што го имате ставено, а е апсолутно важна за сите е средување на јавните финансии. Значи, императив е поднаитно да прекинат сите непродуктивни трошоци и да ги средиме јавните финансии, да видиме колку должиме, каде должиме и како тоа да го решиме. Ја бев на една друга дискусија каде што беше кажан фрапантен податок дека Македонија секој ден враќа 400.000. Да напоменам, ова е табела со 5 барања кои се поклопуваат кај сите албански партии како клучни предуслови. Па мислам дека нешто од нив може да се влече, значи овие две кои што кажав извештајот за ПРИБЕ продолжување на мандатот со СЕО, мислам дека важно е јавните финансии да се средат и една влада со таков мандат ограничен, тоа беше спомнато и во вашата анализа, би требало да се обиде тоа да го направи во наредните неколку месеци и да не заборавиме дека имаме локални избори и дека таа влада треба да гарантира фери демократски организирање на фери демократски локални избори и некаде после тоа мај, јуни кога ќе се значи да влеземе во една влада која ќе има ограничен мандат и во смисла на платформата и во смисла на времетраењето, за да може по завршувањето на изборите да пробаме да ја реконсолидираме политичката ситуација во Република Македонија и на ова моментално, ако сме успеале во наредните 6 месеци од 2017 да постигнеме политичка стабилност, после тоа да ја развиеме и да ја етаблираме, односно во јуни 2017 да се направи еден пресек и да се види дали има опција за нови и дали се потребни нови предвремени парламентарни избори, а до тогаш мислам дека врвни приоритети се итните реформски реформи, СЕО да продолжи да функционира најнормално и по мене мислам дека е императивно јавните финансии да се средат. Добро, го загатнавте веќе прашањето на тоа што би биле задачите на таа влада. Се уште не одговоривме на тоа кои се предизвиците при формирањето и за Груевски и за Заев. Одиме со кратка пауза за реклами, па се враќаме со сите овие дилеми. Топ тема на ваша страна, опции за постизборно прегрупирање и коалицирање, што ќе превагне, прагмата, односно интересот да се биде по секоја цена или услови, програма за работа на следната влада. Пред да продолжиме да слушнеме со какви пораки излегоа лидерите на Дуј Али Ахмети и Зијадин Села од Движењето за реформи на ДПА по нивниот обид за формирање на своевиден се албански блок во саботата, кој заврши неуспешно. Ние треба да ги обединуваме албанците. Разликите меѓу нас се многу мали, за разлика од големите прашања кои ги соединуваат албанците. Треба да сме сплотени. Идната недела ќе имаме уште една средба. Поканата е отворена и за БЕСА и за ДПА. Се надевам дека после таа средба ќе излеземе со заедничка платформа околу нашите барања. Мислам дека одлуката на БЕСА да не присуствува на денешната средба не е добра и нема да придонесе да се решат правата на албанците.
Се уште не сме одлучиле со која партија од македонскиот блок ќе водиме преговори, но сигурни сме дека тоа ќе биде со онаа која ќе има одговорност за еднината на државата. Сите работи ќе се расчистат на заедничка одлука. Очекуваме да ни се приклучат и други политички сили и како албанци да потпишеме заеднички меморандум. Ние не сакавме да го направиме ова само со политичките субјекти со кои се сретнавме, туку сакавме да им дадеме уште една шанса и простор на другите субјекти, бидејќи е неопходна потребата да работиме за доброто на земјата и на албанците. Ние сме тука за да го обединиме политичкото дејствување, а не политичките субјекти. На изборите пак ќе бидеме противници со господинот Ахмети, но во оваа фаза сметаме дека треба да имаме заеднички став со цел другиот политички блок да чувствува притисок за секогаш да се решат интересите на тие што ние ги представуваме. Ние не сме створени како политичка партија за да ги исполниме потребите ни на ВМРО ДПМН, ниту на СДСМ, туку за потребите на албанците во Македонија. Затоа работиме секој ден да го спречиме експлоатирањето на албанците, кога им се земаат даноци, а не им се враќаат како инвестиции. Не дозволуваме повеќе од 30% од албанците да уживаат 300 пати помалку од правата на 4% Срби на Косово. Тоа беа изјавите на Зијадин Села и Али Ахмети по саботната средба, која што требаше да донесе нешто веќе видено по налик на она координативно тело, координативен совет од 2001 година, заеднички меморандум. Тоа не се случи, тачи не се појави. Хани тој формално уште на денот на изборите своите двајца мандати и ги довери на чување на Беса. Меѓутоа сега не знаеме кој збор повеќе вреди. Оној што го слушнавме од снимките верен до гроб на Мијалков и на ВМРО или сега верен на Беса. Така што ги имаме само најава за некаков сојуз Ахмети Села. Каде е тука Беса, зошто ја нема, можно ли е да дојде до тоа окрупнување и што тој заеднички меморандум ќе значи во однос на тие 5 барања кои што веќе се истакнати. Преска начнав и кажав дека тој сеалбански блок е прилично ризична тема во оваа констелација на политичка структура, посебно во овој контекст сега во Македонија, затоа што тоа би креирало и преседан и кај македонскиот блок. И ако понатаму се продолжи по таа логика, ќе имаме многу повеќе проблеми. Меѓутоа, се албански блок е потребен да се стават на хартија минимум стандардите, односно минимум условите со кои што едноставно би се рефлектирала волјата на албанските гласачи, затоа што албанските гласачи веќе и беа јасни во нивните избори. Останува на политичарите да анализира. Што ќе ве прекинам, меѓутоа вие велите волјата на албанските гласачи ја ставате некаде во оној последен дел од листата, во оние 3 барања. Економија, евроинтеграции, специјално јавно обвинителство, некако првите 2 кои што партиите се чини цврсто ги нагласуваат како да ги занемаруваат. Тие услови, односно барања, ја не знам ни зашто ги нарекуваат услови, по мене се едноставно декодирање на некреативно декодирање на потребите на граѓаните, односно на тоа што граѓаните го кажа на 11 декември. По мене, значи, да, постојат работи тука кои што и не треба да бидат. Па, например, ништо како албанец не ми значи мене дали ќе биде премиер или председател на парламент или не знам, некој ќе добие некоја функција. Не ќе се подобри мојот живот во никој случај ако нешто добие некоја позиција. Мојот живот би се променил кога јас би имал повеќе можности за слободно делување. Не зборувам само за работа во администрација, него зборувам и да слободно креирам свој бизнис и да профитирам од сето тоа. Или друго, например, зборува цело време меѓу албанските медиуми дека едно од главните барања било евроатлантска интеграција. Ова е проблем на сите нас, сакале или не, ние ќе одиме таму. Значи, односно не ние, него политичарите ги испревртуваат работите, би рекол, дури ги банализираат со некои така потреби
потреби непотребни, односно услови непотребни, затоа што јас, на пример, пред себе како принцип, односно како услов би ставил да не се влегува во влада со инкриминирани политичари, односно политичари кои пред се не се лустрирани од вчерашниот датум, не од пред 10, 15, 20 години, од вчерашниот датум. Значи, луѓе кои што ги нема на тие во тие аудиоматеријали и луѓе за кои што не се води некоја постапка. Барем тоа да биде минимумот. Тоа би значило многу повеќе од многу повеќе точки тука што се набројани позади вас. Или пак, на пример, зошто да не се искористи овој момент да се промовира, токму сега е тој момент да се промовира Македонија како мултиетничка, интеретничка држава, нешто да се работи во таа смисла, да се стави државата во една поширока рамка на размислување за интеркултурализмот, а не да се бара, на пример, само официализирање на албанскиот јазик. Затоа што албанскиот јазик можда мене како албанец ке ми помогне во струга кога ќе се соочам со еден судија и ке можам да се изразам на албански, но што ке му помогне тоа на некој македонец во Делчево или во Струмица, тоа е знак на прашање. Значи, не мора, како да кажам, моите фрустрации да ги лечам само со такви не дека не се битни барања, но за мене има многу побитни барања, а тоа се однесуваат на пред се на намалување на криминалот, се однесуваат на креирање на живот кој што за мене ќе биде извесен. Јас да знам дека утре нема да бидам суден за тероризам. Албанците нивните гласови тие гласно кажаа дека ние не сакаме случаеви од типот на монструм. Каде се рефлектира тоа во овие барања? Треба да се рефлектира низ СЈО, низ специјален суд, низ можда специјална полиција, или што знам јас, што се не специјално, што сака и нека биде, само да биде нешто кое што мојот живот, не само како албанец, него како граѓанин на државата ќе го подобри и едноставно јас утре ќе можам да живеам, ќе можам да планирам. Сега живеам неизвестно, не знам дали утре ќе бидам ставен во затвор затоа што зборувам или правам некое дело и на некој му текнува дека не вреди тоа да се кажува. Значи, меѓутоа очигледно политичката реторика на политичарите реторика на политички губитници ова. Зошто? Зошто Дуј е губитник на ниво на Македонија, Села е губитник онаму каде што е во струга. Јас би се согласил на ова што го зборуваат. Тие најде да ставиме сега, ако сакаме да ги делиме работите на македонци и албанци, а и да ставиме еден услов, да се направи попис на население и на становишта и при тоа еве ние како македонци ќе гарантираме дека сите стекнати права до сега нема да се одземат. Не само на албанците, на сите етнички заедници во Македонија. Зашто ние имаме една ситуација во која што излезеноста по изборни единици ни покажува дека ние имаме луѓе кои што по адреси се водат со живеалиште во Република Македонија по лични картели, фактички не се присутни на самата територија на Република Македонија. И нормално пописот е потребен и за сите други работи, да може државата некои работи плански да ги тери, да ги води понатаму. И она Дане Преска што го кажа, сакам да го дополнам. 640.000 луѓе, пак се враќаме на тоа, кажа не на сите досегашни политики. И таа влада која што ќе дојде, здравје Боже, после како му доаѓа 25 јануари, како роковите се доколку се 31 декември последен рок за конституирање на собранието, председателот на државата има рок до 10 јануари да го додели мандатот. Мандатарот има 20 дена, што значи 30 јануари да излезе со предлог за состав на владата пред собранието и спикерот има рок од 10 дена да ја закаже седницата, што значи ако сите ги искористат максималните рокови, гласањето на новата влада би требало да биде на 9 или 10 февруари. Добро, значи после 10 февруар таа влада која што ќе дојде во било кој формат, дури тоа да е некоја експертска влада која што Дане ја заговара во емисијава, треба едно да е јасно дека треба да прави спротивно на се она што досега се правеше.
без разлика дали е тоа во образование, без разлика дали тоа е во здравство, на страна од извештајот на Прибет, тоа веќе е абсолвирана тема, дали е тоа во земјоделие, че ние мора подитно да го запреме уништувањето на македонскиот образовен систем и реформите на здравствениот систем по пат на видеоигри. Тоа е многу побитно во овој момент за Република Македонија од тоа кој ќе формира влада или кои ќе бидат коалициони партнери во таа една влада после 10 февруари. Ако може ја да не бидам погрешно разбран, не заговарам формирање на експертска влада. Впрочем, едно од можните решенија е тоа како прашање. Мислам дека подобро да има политичка влада, односно политички состав, бидејќи тоа е врзано со одговорноста во парламентот од каде што го црпи легитимитетот и треба да врват закони. Но не исклучувам и таа варијанта да биде, ако не може да се направи политички состав, да биде поинаков составот на владата. Но она што е важно и што се потруди да го потенцирам, дека мислам дека е поважно што ќе работи таа влада, која ќе биде нејзината платформа и мислам дека е добро да е танка таа платформа, да не навлегуваме, да не оптеретуваме со премногу барања, со најважните работи и по одреден не толку долг, 6 месеци не е ништо. Временски период да се направи еден пресек. Што сме направили, како сме направили, тука во сите калкулации ги земам локалните избори, кои мора да бидат фер и демократски за и понатаму да продолжи политичката стабилизација на Република Македонија. Сега, колку евентуалниот неуспех на Груевски да ја состави таа влада од сите причини кои што ги набројавме претходно, во исто време, од истите причини ќе биде товари за Зоран Заев. Бидејќи и тој ќе мора да биде внимателен во однос на сите овие барања, иако Алберт Хани вели дека дел од нив не треба да постојат, меѓутоа тие се тука на маса и не можеме да ги избришеме, бидејќи албанските политичари очигледно имаат некакви подруги калкулации. И Заев го има бремето на локалните избори, кое што при мали невнимателни потези може да му ја одземе онаа предност која што е евидентна во многу големи градски центри, која што ја постигна сега и успеа да ја минимизира разликата со ВМРО. Сака да каже дека ќе му даде шанса на Груевски пак да повторува стравот од федерализација, кантонизација, да ја продолжи таа мантра. Плашете се од албанците, тие ни се тука дома непријатели, сакаат да ја поделат. Прашањето е кој е маневарскиот простор на Заев токму заради таквата спин пропаганда која што би ја имало потоа. Една минута малку филозофирање, бидејќи мислам дека е нешто важно да се каже. Во овие избори не се води надпревар само помеѓу политичките партии, се води надпревар помеѓу два концепти. Едниот концепт е на етничка идентификација и мобилизација на база на од кое етничко, какво етничко потекло имаме, македонско или албанско, и вториот концепт е на еден интеркултурален, на еден мултинационален, на еден пограѓанска варијанта. И мислам дека тука некаде работата е поделена. Сега во овие калкулирање са кој како што мислат албанските представници, новоизбраните пратеници, да не заборавиме дека СДСМ доби добар дел на албански гласови, не се ова како што кажуваат 50, 60, 70 илјади, ама 25 до 30 илјади тука некаде сигурно доби. Има два пратеници албанци во составот на СДСМ, што ги прави, знаете, во најмала рака еднакви со ДП. И тука веќе пристапот на СДСМ, односно близината на Заев и на целата партија до албанците е многу поблизок. По база на таа идентификација и добивање на гласови со пораката дека ќе градиме едно општество. Ако ги читам добро и критиките на Алберт и изјавите од Села и од Ахмети, тие не зборуваат суштинско за колективни права, за некои специфични колективни права кои албанскиот етникум во Македонија ги нема. Туку зборуваат за недостаток на добри јавни услуги, шанси и можности да се развиваат во оваа држава. И тоа е еден споделен проблем.
Проблемот со канализации, со немање на градинки, со лоши патишта, не е тоа колективно право на една заедница. Првите две барања од таа листа се јазикот и буџет по Бадентер. Не можете да кажете дека тоа не се барања кои што се во себе имаат исклучиво етничка компонента, колку и да се неразбирливи дури и за Алберт Хајн. Не, тие се апсолутно колективни. Тие се единствените, мислам, колективни. Овие другите не се толку колективни, значи тие јавни услуги да има подобри канализации и патишта. Во однос на ова службен јазик албанскиот, не знам, стварно не ми јасно што конкретно тоа значи се уште во Република Македонија. Во голема мера албанскиот е службен јазик во Македонија. Значи двојазични имаме патишта, се користи во собранието, се користи во судовите ако си странка како албанец, не само во Струга, и во Гевгелија или било каде, во Прилеп, во Битола, имаш право да се обратиш на албански јазик и превод ќе биде обезбеден. Така да, ја мислам дека дајте да се соочиме со реалноста од 2017 година, дека албанскиот на големо се користи во Република Македонија. Ден-два имавме пред изборите, директорот на пошта пушта писмо, јавна институција, една од поважните за нормално функционирање на државата, пушта писмо кој од едната страна е напишено на македонски јазик, од другата страна на албански. Ја не знам што значи тоа уште за, знаете, мислам, ми се чини тоа некако дека е како балон кој што од различни причини го дуваат од едната страна Груевски за да го користи со заплашување, а од другата страна албанските партии кои што за да им понудат нешто големо на своите гласачи, во суштина внатре нема ништо. Топол воздух. Што е прифатливо од сето ова? Мислам дека ако се остави на политичките во преговори, може да најдат заеднички јазик. Мислам дека многу ќе им олесни ако тргнат од друга една точка за она што го спомнав, за правењето на платформата на владата. Кои се тие минимум точки за кои што можеме да се согласиме? Ако имаме простор и време и добра политичка стабилност, можеме да се согласиме за повеќе работи. Но во овај период, каде сме малце под притисок, дајте малку да ја агендата олесниме, да не ставаме многу преголеми барања и да има преголеми очекувања. Јас се согласувам дека е важно да се реши спорот со името. И тоа не е прашање како албанците треба да инсистираат, тоа е прашање од суштинска важност за сите нас. Ама тоа не може сега да го брзаме во овие неколку месеци на политичка нестабилност одма пред изборите. За тоа да се реши апсолутно потребен надпартиски консензус, наднационален консензус, потребна е Македонија да е стабилна, цела Македонија, сите граѓани, без разлика од која партија, вера и нација, обединети со заеднички став, а и тоа не е доволно. Потребно ни од другата страна Грција која е подеднаква во таква ситуација. Така да некои од барањата на оваа агенда, како да ви кажам, се таму за да бидат тргнати. Но други, попрецизни и поважни во овој денешниот момент, во оваа политичка констелација, мислам дека може да се направи еден договор. Малчевски, колку сето ова ќе му биде дополнителен терет исто така и на Заев, дури и во случај Груевски да не успее да формира влада. Заев е во малце по-комотна позиција во споредба со Груевски. Зошто? Зашто Груевски цело време не плашеше или го заплашуваше народот со федерализација, двојазичност, кантонизација и така натаму и така натаму. Од друга страна, гласовите што ги доби Заев ги доби низ една кампања во која што многу пати негираше дека ќе ја федерализира Македонија и тие луѓе практично гласаја со сите спинови со кои што се соочуваја секој ден за опозицијата или за Зоран Заев. Ама заборавате едно, Заев треба да излезе исто така на локални избори. Ако Заев направи коалиција со истите партнери, со кои што претходно Груевски не успел заради дузина, не само овие 5, нека бидат и 7 и 8 други барања, тогаш со познатиот пиар на ВМРО ДПМН, Зоран Заев до локалните избори ќе добие, ќе биде масакриран, медиумски и пиар во секој поглед. Не верувам, бидејќи во цела таа структура, не знам колку сте забележале, го нема Мартин Протогер, кој што беше експертот во тој дел. Очигледно е дека нешто се случува таму. Од нивната затвореност ние не можеме да видиме што се случува. И во тие услови, такви какви што се, Зоран Заев успеа да направи резултат што на ниеден претходно лидер на СДСМ не му успеало да го направи, со тенденција да таа еуфорија и постизборно е присутна кај нив и продолжува да се случува во спротивно со апатијата што ја има на другата страна.
Во овој момент најтешко му е на Груевски. Дури јас пак ќе се вратам на негова изјава на бурето пред ДИК, дека тоа беше практично излезна негова стратегија од агонијата во која што се наоѓа 2 години, и да бидеме искрени, не се снаоѓа во ситуацијата. Зошто? Зашто од грешка во грешка влегува. Че ние немаме во последниве 2 години разумен и рационален потек од нивна страна, грешка од грешката, грешки така натаму и така натаму. Известно е дека, освен ако не се случи да во овој период до, како му доаѓа до 10 јануари, не излези некој по устав и вика партија или коалиција која што има мнозинство во собрание со 61. Смислам дека Груевски ќе го добие мандатот. Ако мене ме прашувате, или ако ја би бил на негово место, ја воопшто не би влегол во никакви изборни коалиции математика, него истиот ден би го вратил тој мандат. Зошто? Зашто треба да погази на се она што досега го зборуваше. Да, се случувало да погази. Како победници на изборите остануваме посветени на идните чекори околу формирање на нова влада. Тоа е последната порака од синоќа после изборите во ТЕАРЦ. Не верувам дека ќе успее да ја формира во овој момент или не онака како што тој би сакал да ја формира. Имаме уште една пауза за реклами, а потоа се враќаме со завршните согледувања. Во завршница сме на вечерашната топ тема. Во следните 10 минути завршните согледувања на моите гости. Малчевски, Груевски и ВМРО ДПМН во сите соопштенија, изјави изминатите денови значително нагласуваат дека насила е прогласот од саботата. Тој проглас, меѓу другото, во него се вели дека нема да прифатат никакви хибридни варијанти, што во случајов на постизбори упатува на евентуалната широка коалиција или концентрациона влада. Однапред изјавија дека се откажуваат од сите формати, од каков било формат на преговори и разговори со посредство на странски дипломати или странски емисари. Ја пак се навраќаме на претходното. Јас го гледам тоа како излезна стратегија на Груевски од целата агонија во која што тој лично во овој момент се наоѓа. Единствена сигурна позиција или барем сламка на спас визави сите истраги кои што се водат во СЈО му е имунитетот кој што му го дава пратеничкиот мандат. Можно е да сето тоа што го прави си го превземи на грб како терет, тоа е веќе видено, значи истото го направи Љупчо Ѓорѓиевски, не се лажиме, приказните некако се повторуваат, само годините се различни. На крај да излезе со фактот, добре, мене не ме сакате, јас не можам, имам решение за лидер, тоа е Никола Поповски, кој што пак ќе напомена, ние целој период нигде не го видовме, а е носител на листа во изборна единица 1, во која што де факто ВМРО ДПМН загуби, и при тој министер за надворешни работи. Нема ни дури ни соопштенија за неговите активности како министер. Што и да направи ВМРО ДПМН, ако не сака да помини во трајна изолација од меѓународниот фактор, мора подитно да менува нешто внатре, и мислам дека се веќе свесни дека мора тоа да се случи час поскоро, доколку сакаат да има барем минимум сигурна позиција визави следните избори, следните политички збиднувања во 2017 година. Ако не прифаќаме хибридни варијанти, значи од откажување на ВМРО ДПМН и практично немање можност за таа така наречена широка коалиција, тогаш кои се другите опции? Дали е опција евентуално дури и малцинска влада со поддршка на БЕСА, која што не исклучува таква можност, па дури и можност за нови избори? Па има повеќе опции, сите се во игра, и нови избори, и малцинска влада, и некоја техничка влада. Јас сепак не би исклучувал и широката коалиција, ако има силен меѓународен притисок, нема да биде прв пат Груевски одрекол и со пиар пропаганда да проба да го бајпасира тоа. Но ако тргнеме од прогласот, ја тоа гледам како повик на Груевски, ајде сите заедно да се затвориме во бункер и да се браниме од сите непријатели.
И сега тоа е порака која што него и на кликата околу него му одговара. Тоа не е порака која што ја одговара на ВМРО ДПМН како политичка партија. Ова Самуел што го зборуваше, ма не сум сигурен дали има внатре доволно силна критичка маса и демократски капацитет да се случат внатре партиски демократски промени, кои што сосема јасно и директно Конрад Аденауер им ги посочи како потреба на политичката партија. Ја мислам дека најдобро е за ВМРО ДПМН да поминат еден период во опозиција, да им помине еден период како во Хрватска што идовме со надеризација, да се остави специјалното јавно обвинителство да се функционира и да се работи. И тоа не исклучува нивната партиципација во една влада на широка коалиција, да се разбереме. Значи тој процес, ја овде го кажав баш тука во топ тема и сега го повторам, резултатот на избори не е во никаква корелација со истрагите на СЈО и со легалните дејства кои тие ги произведуваат. Со судската разречница. Вие не можете да добијате избори и да добијате амнестија за одредени манипулации, криминал за кои што сте под истрага, еве да ја почитуваме презумпцијата на невиност. Но тоа го комплицира составувањето на владата и го комплицира начинот на кој што се води државата. Тој повик да се затвориме во бункер и да се браниме од сите не е идеја на 3/4 од Македонија и не е идеја на најголем дел од луѓето во ВМРО ДПМН. Мислам дека најголем дел од луѓето во Македонија сакаат една разумна влада која ќе овозможи политичка стабилност, која ќе овозможи, како што кажав, неколку работи. Еден од императивите се за брзо време ќе има локални избори, тие да бидат горе-долу во слична атмосфера, ако не и подобра од овие што беа минатите, и после да направиме пресек, да видиме до каде сме. Секои други решенија мора во Македонија само да ја влошат ситуацијата. Хани? Мислам дека ВМРО ДПМН не е во состојба сега да оценува политичката сцена со тие услови кои што ги спомнавте. Сите опции по мене стојат на располагање, од концентрациона влада па до малцинска и така натаму, сите што се спомна тука. Ова е ќе биде многу тежок процес и не го зборувам само така, затоа што мислам дека државата ќе има потреба од повеќе диалог, односно наоѓање на начини на комуникација помеѓу политичките партии. Така да ако вие денеска кажувате дека нема преговори со меѓународно посредство, кажете ми дали некогаш сте виделе начин на преговарање, односно диалог помеѓу сите политички партии, а тоа да сме го организирале сами. Значи, во секој случај ние ќе имаме потреба од преговори. Сега дали ќе бидат странски или внатрешни експерти, вакви или такви, тоа е друга работа. Така да мислам дека овие услови се практично еден блеф и еден друг меканизам на заплашување кој што не води во мислата дека Македонија е во еден ќорсокак. Мислам дека ние не сме во ќорсокак, него треба креативно да размислуваме за сите можни опции и да не се плашиме од ниту една од нив. Па дури да не се плашиме од условите кои што беа спомнати тука, затоа што не може на пример тие услови да бидат страшни за ВМРО и да истите не бидат за СДСМ. Иста тежина за цела држава ја имаат, значи тие зборови кои што ги кажуваат, односно услови кои што ги кажуваат политичарите. Да, ама по мое мислење, како? После попис. Да ја направиме прво попис, па да зборуваме за услови, за, ајде да кажеме, националистички некакви си барања, ако можеме така да ги окарактеризираме. Во секој случај, да, се согласувам. Пописот и за мене не е само пописот, него имам цел список од 20 на работи кои што би ги ставил тука, од, например, афирмативни акции, лустрација и така натаму. Но во секој случај, во однос на опции, значи што би биле од корист, мислам дека треба да биде било која опција да се најде, треба да биде опција која што ќе нуди можност за политички диалог кој што не постои во државата. Значи да најде платформа, место што ќе обезбеди добра комуникација помеѓу нив. Затоа нас ни секогаш ни биле потребни странците. Но овој пат, ако веќе мислиме дека не ни се потребни, сме ги ставиле на тапет, ги притиска и ги тргна на страна, дај да видиме сега натре кои ни се потенцијалите да го направат тоа. Дали ќе бидат експерти, институции кои што досега сме креирале или ќе ги креираме, тоа е друго прашање. Во секој случај,
Нас ни треба посредувачи од локален карактер кои што го разбираат контекстот, разбираат што зборуваат и имаат некоја си визија. Зашто тоа да не биде и експертска влада, па не со ограничени И двајцата се самоуверени, и двете партии. Едната вели остануваме посветени на идните чекори околу формирањето на нова влада. Вели Македонија ќе добие влада што ќе работи во интерес на сите граѓани на државата. Сега, ако се тоа се споредени с бројките, каде... Така да, во наредниот период, зависно од законските рокови, мислам дека сите опции се отворени, е доста неизвестно. Ваква ситуација да се не сме имали во Република Македонија, е толку неизвестно кој ќе успее да го состави мнозинството. Ако смеам да си дозволам да сугерирам, патот мислам дека полесно ќе се најде ако се направи една агенда што треба да прави владата, ограничена со неколку точки, со временски период, а ова кој ќе ја состава владата да биде второстепено. Од тука може да се најдат многу камени на сопнување кога се прави владата, кој портфолио го добива, па тука се и многу суети. Тоа предпоставува нови предвремени избори, па можност за поместување на локалните. Тоа сето локалните не можат да се поместат. Но тоа сега подразбира потиснување на суетата, на сосема на последно ниво, на последно место, отворање еден процес на диалог, на соработка, колку што може потранспарентен, тие преговори да се водат. Ја ова мислам дека е на заедничка платформа, да не оптеруваме со големи зборови како визија или програма, за да се надмине овој период, краток период, за да добиеме ова, сега имаме релативна политичка стабилност. Да ја зачуваме и да ја зацврстиме. Па да видиме на пролет, на есен, после локалните избори, како може да се консолидира полесно демократијата. Зборувате дека пак ќе има избори или? Затоа што го размислуваме кратко, веќе размислуваме дека значи мислам да не си ставаме, да ги колку може помалку време да ставаме на масата. Ако може да се најде решение, некакво мнозинство во парламентот и тоа долготрајно да функционира одлично, зашто пак да правиме избори? Ама да правиме прво, знаеш, да се дадеме на штик проба на пократок рок. Па ако биде се добро, да видиме тоа што правиме. Сепак, во овој момент многу прашања остануваат отворени. Јас ви благодарам вечерва што бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема на ваша страна. Утре со вас во истиот термин во топ тема е Александар Чомовски.